Игнорирањето на проблемот со аерозагадувањето долго време остави зад себе наталожени проблеми чии последици на свој грб директно ги чувствуваат граѓаните. Како работат инспекциите во пронаоѓање и санкционирање на загадувачите? Дали домаќинствата се убедливо најголемиот загадувач на воздухот во Скопје? Намерно или не, никој не зборува за тешката индустрија и големите загадувачи. Владата вети двојно почист воздух до 2020 година. Амбициозно четиво во стратегијата или далечна реалност. Денеска гости во 24 отворено на оваа тема. Разговараме со доктор Драган Ѓоргиев од Институтот за јавно здравје. Добар ден, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Денеска и на вистина отворено се наоѓаме тука во градскиот парк. Денот чист заради тоа што претходно падна снег, но ќе видиме како ќе биде во текот на вечерта. Маја Морачанин, пратеничка од Дом. Добар ден и за вас. Добре дојдовте во отвореното студио. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Добар ден и за вас. Добре дојдовте. Добре најдов. Александра Бујаровска од Фронт 2142, екоактивист, и Антонио Јовановски, председател на Сдруженијето Go Green, исто така екоактивист. Господине Макрадули, излеговте со една стратегија како министерство со која што треба да се направат доста чекори, да се преземат чекори кои што би требало да го намалат загадувањето на воздухот до 2020 година. За многумина стратегии кај нас велат се прават, меѓутоа никогаш не се реализираат. Што е ново тука и кој е планот со кој што вие мислите да стартувате за да се реализираат тие некои конкретни чекори? Ново и различно е што оваа стратегија има свој оперативен план, акционен план, има еден мастер план кој што е за нашите пријатели од меѓународната заедница и кој што се занимава со спречување на загадувачите. Тоа е темелот. Овој план е да ги спречи оние што загадуваат. И сите активности се поврзани со тоа, го прави овој план различен. Потоа има конкретни мерки, има временска рамка и за прв пат има буџет кој што е толку колку што е 2 милиона евра како посебна програма на владата. Ова значи дека вие ги лоциравте конкретно точно загадувачите и сега имате оперативни мерки за тоа каде прво, второ и трето треба да се насочите? Ние се насочуваме и овој план се занимава со паралелни активности. Нема прво, второ и трето, туку сите се први. Овој проблем не може да се реши доколку се занимаваме само со еден сектор и овој проблем не може да се реши доколку тоа го прави една институција. И затоа, од минатата недела и пораките кои што доаѓаат од светскиот самит на климатски промени од Катовице, оваа работа може да се направи со една синергија помеѓу државите, бизнис секторот, граѓанските организации, сите граѓани кои што се вклучени, се разбира и во сите сектори, бидејќи ова не зависи само од една област. Четири студии кои што постојат во овој момент укажуваат на загадувачите, тие се таму приоритизирани и затоа и најголемиот акцент можеби вака визуелно, а и реално се однесува на затоплувањето од институциите, од домакинствата и тука најмногу и средства ќе бидат потрошени во рамки на овој буџет. Добро. Сакам, ако ми дозволите само и една додавка на средбата што имав со заменик министерот за животна средина на Полска, сакам да кажам дека тие потполно ист план и по структура, и по донации, и по активности го имаат, се разбира, во еден поголем обем и поголем буџет. Вие од таму го препишавте или? Не, него ме радува фактот што практично паралелно тоа е 2017 представен во нивниот парламент од страна на премиерот, каде што замената таму за јагленот, бидејќи таму изворот главен на затоплување јагленот, се прави со врз база на математички модели кои што и ние ќе ги применуваме кај нас. Веднаш ќе ги вклучам активистите. Бујаровска, што мислите вие конкретно за оваа стратегија? Бевте ли вклучени како здруженија во создавањето на делот оваа стратегија? Ние како Сдружение на граѓани заедно со нашите колеги уште од 2012 година, ми се чини дека прв пат беше 2012 година, доставивме план за тангирање на сите извори на загадување во Скопје. Планот конкретно беше за градот Скопје. После тоа, през основа на тој
предлог план се прошири уште за 3 општини, односно за општината Битола и општината Тетово како едни од најзагадени во Македонија, а и во светот. Во конкретно во изработката на овој план пак недостасуваше на учество на јавност, односно широко консултирање со сите засегнати страни, особено со оние кои што би требало утре да го имплементираат тој план, затоа што многу слични решенија, многу слични мерки, да не речам дури идентични во одредени делови, постојат уште од 2010 година. Прашањето е зошто до сега ништо тоа не е имплементирано, зошто до сега ниту една од мерките кои што наводно се имплементирале од страна на различни општини или од страна на Министерството за животна средина не вродило се резултат, односно зошто до ден денес го имаме. Вие не ги спорите мерките, туку го спорите намерата за реализација на мерките? Не, можноста за реализација на мерките. Мерките постојат од 2010-та. Што е различното од 2010-та до сега, што ќе гарантира дека вистински ќе се имплементираат тие мерки? Добро. Повелете? Не, мислам да не за се пријавам само. До сега, она што сакам да го нагласам, покрај формалниот дел, јас ветив исклучиво ќе се посветам на имплементација на проектот. До сега никој не влегол во решавање на загадувањето од страна на домаќинствата и решавање на тоа. Во аспект на замена на не еколошките средства, да им се помогне на домаќинствата, граѓаните не сакаат да загадуваат, но ние сме тука да понудиме алтернативи. Зато има неколку алтернативи, дали тие ќе се приклучат на инвертори, дали ќе се приклучат на топлотни пумпи, дали ќе се приклучат повторно на парното грејање. Тоа се мерки со конкретни рокови, со буџет кој што постои за домаќинства кои што се во критичните зони. И мислам дека тоа за прв пат една таква активност на терен што ќе се спроведува. Ивановски, применливи ли се мерките за кои што зборува Макредули? Со тој буџет сметам дека навистина многу мал дел од мерките ќе може да се имплементираат. Мислам дека тука се овие мерки, овој план е првенствено е задоцнет и недоволен. Зошто задоцнет и зошто недоволен? Очекувавме како еколошки организации, како приоритет што беше ставено и на самата кампања за избори, што беше животната средина беше насекаде. Јас навистина бев позитивно изненаден од тој пристап на моментално владеачката коалиција. Дел од тоа беше и Фондот за животна средина. Значи, дел од програмата беше и Фонд за животна средина. Владата стапи во функција, да речеме, од лани јуни, иако нели, значи имаме повеќе од година и пол, а сега се промовираше планот пред месец дена, ако не се лажам. Значи повеќе од година и пол на такво сериозно прашање и толкав приоритет ставен. Сепак имаме еден план кој што е промовиран после година дена. Фондот за животна средина се уште не се дискутира како опција или ставена агенда на владата. 1,5 милион евра за мерките за аерозагадување се недоволни поради тоа што 2 милиона евра, поради тоа што на годишно ниво анализите покажуваат, и ова се анализи уште од изминатите години, дека околу 15 милиони евра годишно се слеваат по ставка еколошка такса. Значи 15 милиони евра по однос на екологија би требало да се реинвестираат, особено на едно вакво стратешко прашање која без разлика која влада е на власт би требало да работи. Кој се одговор од Макредули, дали 2 милиони евра се доволно, бидејќи не се доволно за едно вакво прашање кое што ги за сега сите граѓани 2 милиони не изгледаат како преголема сума. Се сложувам, не се доволни, но затоа е ставено да биде програма стратешка на владата, која ќе биде обврска за сите други, плюс новија пари, реални да бидеме, има уште едно 24 милиона евра во рамки на буџетот, со кои што активности се придонесува. Само 1.560.000 денари е гасификацијата, проектот. Имате во Министерството проекти кои што се за активности во Министерството 22 милиони евра, кои што ќе придонесат исто така за намалување на аерозагадувањето. Но е прв пат, посебна програма, во посебен дел. Ако ми дозволите една минута, би сакал само да кажам. Да не можеме да оброиме тајмингот на кога е донесено. Би бил среќен да бил пред 10 години донесен. Но го имаме ова план
кој што е кредибилен и ќе придонесе за намалувањето, и затоа сакам да замолам на заедничка акција. Бидејќи ова не е само еколошка акција, ќе дам примерот и тука ќе завршам, се извинувам малку. Имате градинка во општина Центар, која што троши 17.000 евра нафта за време на зимската сезона. Со ова акција, таа ќе троши општината 1700 евра. Дали е тој проект добар или лош? Да се сконцентрираме на тие проекти. Невозможно е од 2 милиони граѓани никој да не каже дека од 17.000 ако плаќаме 1700 е добро. Значи овие замислете 40 тони троши Ѓорче Петров едно училиште или студентските домови само во Скопје 230 тони нафта трошат за време на зимска сезона. И ќе се сложите дека кога Кузман домот ќе го замениме од нафта на парно, тој е добар проект. Без разлика што за жал еве дошол сега во 2018-19. Морачанин, вие како партија постојано се залагате во сферата на аерозагадувањето, исто така. Ја погледнавте, предпоставувам, стратегијата или заеднички учествувавте во нивната работа. Мислите ли дека таа е применлива, одржлива и дали со овие средства ќе може да се сработи? Она што е важно за нас како Зелена партија е дека вистина за прв пат владата вели дека решавање на проблемот на аерозагадување, односно намалувањето на аерозагадувањето е стратешки приоритет. И тоа е јасно изразување на волја да се решава овој проблем и тоа е добро. Исто така, добро е што имаме програма за намалување на аерозагадувањето со сите мерки. Голем дел од мерките што ние како Зелена партија сме ги предлагале се вклучени во оваа програма, впрочем и не само ние, и активистите, тоа се мерките, значи мерките се добри, ние ја поддржуваме програмата во тој дел, но имавме забелешки во однос на малата сума на средства која што е издвоена за оваа намена. Затоа и како пратеничкиот дом поднесовме амандмани на буџетот со цел да се зголеми буџетирањето практично на оваа програма, за да можеме во пократок временски период да ги реализираме овие мерки и да имаме видливи резултати по однос на аерозагадувањето. Добро е што од 1.600.000 сега со новиот буџет, со дополнетиот буџет, е малку покачено, прифатени се нашите амандмани, не беа прифатени, но некои од опозицијата кои што се исто поврзани со намалување на аерозагадувањето и сега изнесува 2 милиони евра тој буџет за конкретно за оваа програма. Се разбира дека овие средства се малку и точно е дека и во други програми постојат средства кои што го тангираат намалувањето на аерозагадувањето, но сепак сметам дека ова е клучниот момент дека имаме ние една програма која што има конкретни мерки и она што е важно е во таа програма да бидат внесени финансиските средства и точно да биде транспарентна за да може сите и граѓаните и институциите и граѓанските организации да имаат понатаму увид во реализацијата на мерките. Да се знае за која мерка, колку средства се одвоени и како тоа се реализира понатаму. И така, мислам дека сите ќе бидат задоволни затоа што ќе имаат увид во процесот на имплементација, односно реализирање на овој план. Ѓорѓе, вие во вашето минуто сте поминали низ доста вакви стратегии и мерки, предпоставувам, а од година во година се влошува состојбата со амбиенталниот воздух, што зависи и од некогаш надворешни временски фактори и така натаму. Меѓутоа, генерално, зголемувањето е присутно. Во неколку наврати имате кажано и лоцирано причините за тоа. Мислите ли дека сега ќе може да се најдат вистинските причини и да се сопрат? Па добро, едно од елементите кои што се присутни во расправата за аерозагадување е тоа кој бил крив, кој направил повеќе, кој направил помалку. Мислам дека тоа апсолутно воопшто не се работи за идеологија партиска, дека едната загадува, другата зачистува, него кој ја искористува моќта на политиката да интервенира, бидејќи во овој проблем, за жал или за среќа, терапијата е во централната власт, делумно и во локалната власт, а многу исто и кај граѓаните, ние тие три сегмента. Така да сега, ако централната власт решила дека сега ќе го активира планот, кој што иначе постои со децени во една или друга варијанта, со многу калкулации кои што ги правиле експерти од сите овие области и тие никако не сме да се занемарат, тие не припаѓале на ниедна партија, тие припаѓале на својата струка и тие исто така искалкулирале кој од овие
интервенции за колку проценти отприлике ќе го намали загадувањето. Така да мислам дека е прехрабро да кажеме за 2 години ќе дојдеме до 50%, без да ги изееме во предвид сите елементи и природниот фактор. Ние сме во една котлина каде што никој не може да предвиди дали ќе има доволно проветрување за да му помогне на овие мерки. Али како еден заклучок сепак се наметнува. Било која мерка е корисна сега да се, значи нешто мора да се почне. Колку ќе биде намалувањето не сум сигурен. Дека е задоцнет, никогаш не е задоцнет бидејќи пак има загадување. Дека е подобро ако во лето донесеме таква стратегија или акционен план или во пролет, а не сега кога ни почнало, сигурно ќе делува од тој аспект поубедливо. Како и да е, ако моќта на политиката да сега интервенира и е таква да има и сега некаков буџет, дајте да овозможиме, нека дојдат тие интервенции. Не сум сигурен дека сите аспекти се опфатени. Многу ќе има работа и за граѓански асоциации, малку треба и со граѓаните, ако земете на улица, секој сам се вози во возило, значи мора малку и комунитетот да се поремети, али еве да се остави простор да дел од тие мерки и функционираат, да не одиме сега со критика. Секако, подобро да има некаква стратегија. Подобро да има некакви мерки. Подобро е да се почне денес отколку утре или задутре, но кога ќе ги чуеме сумите за тоа со колка ви се оперира, некако ми остава впечаток дека ова се прави колку да се замачкаат очите на јавноста, дека еве ние нешто правиме, пошто дојде октомври, ноември, декември и загадувањето е најголемо. Секако тие суми ако се присутни во ние сме имали и имаме акциони планови кои што се влезени како подзаконски акти. Значи ние имаме акционен план за квалитет на воздухот. Таму се големи бројки ставени, тоа се милиони. Ние тие ги немаме во овој момент. Така да од аспект на буџетот, од аспект на буџетот веројатно не делува бедливо дека све ќе намалиме. Меѓутоа ако е тоа за прв пат, навистина е за прв пат да имаме наменски буџет за аерозагадување, само за аерозагадување, земајќи ги во предвид дека сите сектори во владата мора да имаат сегмент за аерозагадување во буџетот, верувам дека ако се истрае на тоа, некој намалување ќе дојде. Дека ќе се намали за 2 години 50% е прехрабро. Сценарио. Да, Бујаровска. Мерки за кои што воопшто не се потребни финансиски средства. Значи, согласно истражувањата од страна на Министерството за животна средина и градот Скопје, градежништвото, самото градење, учествува со над 20% во загадувањето, што е адекватно и многу блиску до учеството на загревањето и учеството на транспортот. Градежништвото како создавање на прашина од градењето? Токму така. Значи, стопирањето на истото и прекинувањето на таа урбана и градежна експанзија во градот е мерка која што не изискува финансиски импликации од буџет за да се спроведе истото. Дополнително, заедно со таа мерка е уништувањето на урбаното зеленило, нешто кое што многу добро со години се бори против загадувањето на воздухот. Тие мерки, значи, ниту изискуваат некаква финансиска импликација, ниту пак е потребно нешто посебно за да се спроведе. Едноставно треба политичка волја за тоа да биде реалност. И интегритет. Има еден, ако се извинувам ако само еден пример ќе дадам. Не секогаш парите се клучни и начинот и пристапот, и го давам примерот. Земјоделски факултет, факултетот за земјоделски науки и храна, се извинувам, имаат собствени садници. И ти имате еден проект каде што во сите градинки во Скопје сакат да посадат 1700 садници. Нивната вредност е еднаква на 18 палми што биле купени во некое време. Значи не е само колку мислиме дека мегаломански. Се сложувам, требаат пари, но и пристапот, да ја користиме академската заедница, да ја користиме знаењето што постои во кај граѓанските организации. Во академијата нас ни треба за да можеме заеднички да настапиме во ова и на таков еден начин мислам полесно ќе дојдеме до решението. Да. Се согласувам за Прво господин Ивановски се прија. Се согласувам за заедничка акција и дефинитивно треба да се вклучиме сите во однос на нефинансии, во однос на градежништвото што спомна колешката. На вистина за некои работи не се потребни финансии, туку се потребен интегритет. Интегритет поради тоа што во неколку наврати имам споменато дека зад скриени проблеми на аерозагадувањето се сиромаштијата и корупцијата. Особено корупцијата е една алатка со која што дали за издавање на градежни дозволи, дали за издавање за елаборати за животна средина, зборам и на локално ниво и на национално ниво, тие еколошки дозволи и сите тие пропратни документации,
тоа е една спирала која што на вистина не се таргетира конкретно некои буџети или некои мерки, него тоа станува збор значи за сиромаштво и корупција која што на некој начин е основата или е зад скриените проблеми на сево ова аерозагадување за било која индустрија и да споменеме. Дали индустрија мала, голема, грежништво, може да се поврзе со транспорт Градежништвото не е нешто што не изискува пари. Тоа се вкалкулирани пари на општините, претпоставувам, за плаќање комунални услуги и на што се вели давачки во државата. И тоа е дел што веројатно го калкулира владата кога зборува за тоа. Па да, тоа е она што мислам дека на Македонија треба во овој момент заедно да го направиме како стратегија сите. И тука еве да јавно да повикам на една заедничка акција. Нас ни треба еден баланс помеѓу економскиот развој, енергетските потреби од една страна и заштитата на животна средина од друга страна. Извинете, ама морам да ве прекинам овдека, значи за ова на неколку наврати имаме коментирано како граѓански сектор на изјавите на Министерството за животна средина. Во 21 век економијата и екологијата одат заедно. Не е баланс, него економијата се развива согласно еколошките пракси и она што е најдобро за животната средина. Јас не сакам нашата држава, особено не представниците на Министерството за животна средина, да излегуваат со изјави каде што во суштина се дефокусира јавноста или на јавноста се презентираат невистините факти дека ние сите и животната средина треба да трпиме на сметка на развој на економијата. Не. Одржливиот развој и дефиницијата што е одржлив развој е многу јасно. Нема никаде баланс, него преку заштитата на животната средина се остварува економски бенефит на долгорочен развој за цела држава. Јас мојата држава сакам да ја гледам таму. Не сакам да ја гледам во склопот на други држави, каде што економијата се развива на сметка на животната средина. Не мислев на тоа, да се појаснам и знаете за што зборувам. Во Македонија аерозагадувањето прво со овие мерки ние ќе предонесеме во постигнувањето на таргетите за Парискиот договор и таму има некои принципи од обврските од енергетската заедница. А тоа е повеќе обновливи извори, зголема енергетска ефикасност и намалување на стаклиничките гасови. Само да дадам пример. Еве, само јас да кажам дека ние ги збориме тие обновливи извори како да е нешто имагинарно, додека луѓето веќе прават плантажи на сончеви колектори на ветерници. И па тоа сакам да кажам. За ветерниците во минатото државата имала проблем со граѓанските организации во однос на патеката на птиците. Во однос на тоа зборувам јас. За гасификацијата на водно со други граѓански организации. За хидроцентралите во националните паркови, јас не фаќам страна, него кажувам, имало проблем меѓу од едната страна енергетската потреба и заштитата на животната средина. Сигурно, а постојат правила како да се направи најдобрата ветерњача, како да се направи најдобрата хидроцентрала и како да се направи гасификација, а да се заштити животната средина. За тоа зборувам јас. И тоа е нешто, така ќе ги стигнеме обновливите извори. Тоа затоа инсистирам јас на тоа. Може би баланс не е соодветниот збор, ама е пак нешто што ни треба. Баш ми е мило што ги спомнавте и ова пак не доведува на прашањето со кое што вие прво ми се обративте мене во однос на кој и како се консултира кога се носи план. Ова е токму резултат на проблемот, затоа што во нашата држава од една страна се носат енергетски сценарија, од друга страна се носат стратегии за заштита на природа. Македонија има класифицирано одредени подрачја како заштитени и сега на името во спроведување на одредени проекти и сите се уништуваат со цел да се спроведат проекти кои што би требало да го прават она што тие подрачја го прават. Пошто не може никој подобро да се бори против климатските промени, освен тоа што стои, односно заштитените подрачја во кои што има шума, кои што реално се борат против тоа. Значи малку е лицемерен проблемот на градби во заштитени подрачја, вклучително и Скопје. Значи што биле тие луѓе кои што на времето зошто во стратегијата не видовме ништо за овие обновливите извори на енергија? Тоа се согласно проектите кои што постојат, тоа се проектите во Министерството за економија. Државата знаете дека ќе даде државно градежно земјиште. И колку такви проекти има?
има и за ветерници, и за фотоволтаици, и за соларни панели. Со новиот закон за енергетика и сега стратегијата што се изработува заеднички за енергетика и за клима, бидејќи тоа е барање на енергетската заедница и во рамки на стратегијата за енергетика ќе се постави посебен дел кој што ќе биде заеднички за енергетика и за клима. Морачани, повелете Мислам дека ова прашање е многу значајно, бидејќи ние треба да го смениме концептот на економски развој. Значи да преминеме од оваа линеарна економија која што само ги црпи природните ресурси, ги искористува максимално колку што може и потоа одлага отпад, да преминеме на развој на зелена економија или циркуларна економија. Тоа се термини со кои ние се уште не се занимаваме во нашево општество, според мое лично убедување доволно. Ние сме ги отварале многу пати како тема и тоа е точно оној концепт за кој Александра зборува. Зелената економија точно тоа значи, дека вие паралелно заедно ја развивате економијата и при тоа ја штитите животната средина и здравјето на луѓето, не на сметка едни на други. Да, но постои ли ваква стратегија во владата? Вие за ова размислувате ли? Коалиционен партнер сте таму и не гледам дека нешто сте направиле. Не сме виделе, но се согласувам дека новиот закон за енергетика нуди можност за развој на обновливите извори на енергија. Оти тоа е важно и не само за аерозагадувањето, туку и во борбата со климатските промени. Тоа е уште нешто на кое ние треба навистина да се посветиме. Собранието го ратификуваше, само да ви кажам, Парискиот договор за климатски промени и тоа значи дека ние како држава сме се обврзале да преземеме мерки во таа насока. Значи мора да направиме план за транзиција од користење на фосилни енергии, јаглен, нафта, кон обновливи извори на енергија. Новиот закон за енергетика кој го усвои собранието ја дава оваа можност и треба, мислам, во таа насока да се таму немаме инвестира. нешто посериозно за рек Битола, за практично најголемиот загадувач во Македонија, кој што и нема доволно ниту век на траење повеќе, меѓутоа не знаеме ниту како ќе го со кое гориво ќе го енергетизираме. Ѓорѓе, во однос на овие прашања, недостасува ли таа клучна можеби стратегија што сега се наметнува, бидејќи ако не се тргне од основата на економијата и екологијата, како би го направиле помало загадувањето? Значи, правењето на стратегии во релативно затворен круг исто така еден голем проблем во сите години наназад. Во нормалниот свет одамна, а еве сега и кај нас, постои термин импакт врз здравието од стратешките документи. Значи, има посебна група на професионалци кои што анализираат како законските и стратешките документи донесени во државата ќе имаат импликација врз здравието. Не само врз екологијата. После време се бара секаде има еколошки елаборат. Него е потребно и здравието, бидејќи имате загадување на физичката средина, меѓутоа исто така имате загадување и на животната средина. Значи тие два елемента треба да имаат еднаков баланс. Ако ја земеме моменталната стратегија, новата не ја знаме, не сме вклучени, ние понатаму имаме на фосилни горива, на јаглен, на рек Битола. Значи само по тоа може да знаете дека државата се уште нема таква ориентација, се уште нема план Б што се вели. Не може да земе мерките кои што локално ги донесуваме, ако не се во синхронизација со генералните, во последната студија на Светска банка убедливо најголем загадувач нели е рек Битола направен. Ние можеби мислиме дека не осеќаме, али имаме во загадувањето трансгранично загадување едно 30 до 40%. Рек Битола делимично доаѓа и во другите градови, доаѓа во Грција. Скопје исто така прима едно 15-20% од други места, значи трансгранично. Према тоа не се случува негде далеко од нас, па да мислиме дека интервенцијата таму не е во синхронизација со локалните мерки. Додека не добиваме на централно ниво документи кои што се анализирани и по однос на екологија, и по однос на здравје, и кои што се во трендот во земја во кој што има и вода, во кој што има и сонце, ние и понатаму ќе зависиме од вакви интервентни козметички ефекти кои што ќе бидат на кратки стази. Јовановски, токму околу ова прашање што го загатна Бујаровска. Стратегија за одржлив развој. Пак тука ќе се вратиме, значи на стратегијата за одржлив развој одговорен вице-премиерот за економски прашања. Значи тоа спаѓа под тој кабинет. Јас се уште немам почувствувано или уште не сум убеден дека животната средина се става на исто ниво со економскиот развој,
почнувајќи од кабинетот на вице-премиерот и во однос на приоритетот на многу проекти кои што се и во директен конфликт со заштитата на животна средина, со најава на термоелектрана во Осломеј, се прават некои интервенции во рек Битола, но не се споменува таа вистина која што и за мене кој ја знае враќајќи се од самитот за климатски промени, дека времето на јагленото е истечено уште одамна и дека намалувањето на јагленот капацитетот рек Битола и на другите сите поврзани проекти со јаглен треба да се стопираат и да се направи еден план за таа транзиција кон обновлива извор енергија, но тука ќе напоменам не обновлива извор енергија на хидроенергија, туку треба да се зголеми енергетскиот микс, да се фокусираме на сонце и на ветар, поради тоа што хидроенергијата во исто време како што обезбедува енергетска потреба, во исто време го нарушува и биодиверзитетот и големиот број планирани мали хидроцентрали треба навистина да се размислиме уште еднашка доколку сакаме одржлив развој да постигнеме во оваа држава, како што реков тука моќта на институциите малце Кога ќе речете дека од кабинетот на вице-премиерот не сте почувствувале сигнал дека тие се доволно фокусирани не само на економијата, туку повеќе и на екологијата, што значи тоа, дека не ве повикале или дека сте барале средба па не сте ја добиле? На многу реакции од еколошкиот сектор во однос на хидроцентралите, во однос на термоелектраната во Осломеј, се продолжува со тие планови и се дават изјави во насока на инвестирање во мали хидроцентрали и за рестартирање односно на модернизирање, како што зборува на ТЕЦ Осломеј. Значи, овие изјави и во однос на енергетскиот развој со искористување на хидропотенцијалот и се уште инвестирање во јагленот ни дава за знаење дека сепак приоритет е економскиот Каков е ставот ваш за проектот гасификација кој што поминува преку водно? За да го гасифицира оној другиот западниот дел од Македонија? Водно е заштитено подрече и гасификацијата треба да е последна опција. Значи, гасот е сепак фосилно гориво, спаѓа во фосилните горива и нашиот став како еколошка организација е дека гасификацијата да се примени само таму каде што е најпотребно, а водно е дефинитивно една од не опциите кои што ќе има и други деструктивни влијанија во однос и на биодиверзитетот и на уништувањето на шумата, значи гасификацијата треба да е последна мерка, а дефинитивно не низводно. Тоа значи дека сте против гасификацијата низводно или против гасификацијата како процес? Против гасификацијата како процес, како еколошка организација сме против гасификација, освен кога во ситуации каде што Добро, но тоа сепак не ми изгледа логично, затоа што сепак не можете гасот да го изедначите со јагленот и со останатите горива од таков тип, бидејќи знаеме дека е најмалиот загадувач од таквиот пример. И секако ако се гасифицира една општина како Тетово и замени десетици илјади домаќинства кои се греат не само на дрва, туку и на многу други отпадни материјали можеби, тогаш веројатно добивате добар резултат. Да, но не мора да биде низводно. И инвестициите кои што се прават за гасификација, се пак инвестиција која што заробува 20 до 30 години. Значи, немаме време, бидејќи гасот е транзиционен гас и така го викаат, но за жал немаме време да си играме со гасот, бидејќи тоа се пак интензивни инфраструктурни интервенции кои што ќе ни го затвори енергетскиот систем во следните 20 до 30 години. Време кое што го немаме. Мислам дека тука изоставаме на многу круцијална тема кога се работи за енергетскиот сектор. Значи, прво енергетскиот сектор е дел од загадувањето. Да не забораваме дека добар микс во загадувањето има индустријата, некако што цело време, барем во овој разговор до сега не ја спомна. Во однос на енергетскиот сектор, генерално за енергетиката во Република Македонија, сметам дека нешто што прво и е наједноставно и најдобро е да се направи е да се заштеди. Затоа што мерките за енергетска ефикасност упорно не се спроведуваат со она брзина или со она ниво кое што би требало да се спроведат. Така да тоа е првиот чекор, значи прво не градите, него прво се трудите да го заштедите она што го трошите. Реално, според статистиката, во 2015 и во 2016 година домаќинствата учествуваат со 50% на употреба на електрична енергија.
Во светски рамки таква математика немате. Што значи дека првата мерка што треба да ја направите е токму тоа. Владата и државата треба да се обврзат на годишно ниво, на месечно ниво, колкав број на објекти кои што ги поседува владата или колкав број на овие што се домаќинства ќе им помага или директно ќе инвестира во контекст на спроведување на мерки за енергетска ефикасност. Тоа е нешто што прво мора да се заврши пред воопшто да размислувате за долгорочни инвестиции, особено инвестиции кои што сега цел свет ги напушта. Тоа е факт. Дули колку од државните објекти се вака енергетски ефикасни, ја рече? Па малку се сите барокни згради се нула минус енергетски ефикасни, јас го кажувам. Лудост е направена со градење на згради кои што како што е нашето министерство, кој што за жал е во општина центар, а не е приклучено на централното парно грејење. И ние, државата, сите граѓани плаќаме 30% повеќе за загревање во време на зимскиот период, затоа што некој не го поврзал на централното парно грејење. Добро, ова се нерешливи проблеми сега Па сега, еве зградата е на 9 спрата, се треба да се постават радиатори, да се копаат и тоа е додатна инвестиција. Затоа кажувам, направени се потези. 7,5 милиони денари се даваат за Кузман домот за нафта. Оти некој одлучил да го поврзи на нафта, а има системот, сега има радиатори, под Кузман домот има пумпна станица на парно грејење. И затоа овај план предвидува и законски некои измени. А тоа е, ако вие, вашата зграда, објект се наоѓа во место каде што има централно парно грејење, немате друга алтернатива. Таму ќе се приклучите. Ќе се забрани јагленот за грејење. Не постои друг начин да дојдеме до конечно решение и без одредени законски мерки. Но грејењето на дрва, кој што е за жал кај нас граѓаните и од аспект на сиромаштијата, тука со Антонио ќе се сложам, не сакаат они да загадуваат. Граѓаните купуваат и влажни дрва затоа што не ги купуваат одеднаш за цела сезона. Нивниот социјален статус кажува дека дел ќе ги докупат и во декември. И затоа и кампања има градот Скопје сега. Затоа и ние во рамки на планот ќе зборуваме за како дека тоа е најштетно за нив самото семејство и затоа сакаме да помогнеме кон граѓаните. Извинете, само морам да го дополнам во контекст на огревното дрво и обврската за продажба и кој кога и како треба да го исече тоа дрво, колку време треба да стои да биде суво и после во кој момент може и со каков капацитет да го продава. Тоа што до ден денес се уште нема правилник за влажноста на дрвото кое што Македонски шуми никој не контролира кога, како и со кои предуслови го сече, го суши и понатаму го продава, тоа е нешто што треба да го се регулира законски со правилник. Значи, ако државно предпријатие, ако граѓаните да се регулира, само треба прописите да ги директорот на Македонски шуми да ги имплементира. Се сложувам, но од друга страна кажувам, не сите граѓани имаат услови да го купат дрвото во април месец или во мај. Ама тоа не значи ако го купат во декември дека треба да биде со влажност 30%. Се сложувам. Влажноста и квалитетот на дрвото, огревното дрво треба да е без разлика дали го ќе го купите како леп. Ако купам денес леп, го купам за квалитетот е тој. Стандардот е тој. Во шуми. Не е баш се во шуми, бидејќи за жал анализите покажуваат дека 40% од дрвото што се користи е купено илегално на пазарот. И тоа е нешто што треба да се позанимаваме сите во државата. И затоа нив им е поевтино, а не дека е регуларно купено преку Македонски шуми. Мислам, затоа таа дилема да тоа не се гледаат само на дрва луѓето, туку и на пластики и останати материјали. Бидејќи има слаба калорична моќ, бидејќи е влажно дрвото, тој да е зголеми граѓани од калоричната моќ фрла пластик или искористено моторно масло. Во Скопје само се троши 300.000 тони за една сезона, колку сите дрва на водно. 1.100.000 во Македонија за време на една зимска сезона. Мислам дека сите алтернативи други, вклучувајќи гасификацијата, е процес кој што ќе го сочува зеленилото, дрвната маса и потоа ќе можеме да зборуваме за други активности. Сакам да се надоврзам само на социјалните аспекти, бидејќи гледам дека во изминатиот период и тоа е вака актуелна дебата и некогаш и се пласираат несоодветни информации околу тоа прашање. Мислам дека е многу важно за граѓаните да знаат дека исто така социјалниот и еколошкиот аспект не се
диаметрално спротивни. Тоа се практично две страни од една иста паричка. И добро е да знаеме сите дека практично најмногу од последиците на аерозагадувањето страдаат токму социјално најзагрозените категории. И треба да бидеме коректни и кога ги предлагаме некои мерки кои што се непопуларни за јавноста, се разбира, некогаш изискуваат и повеќе финансиски средства, треба да се помогне на социјално загрозените категории, неспорно, затоа и се сите овие мерки за помош за субвенционирање, но мора да бидеме искрени и да кажеме дека не се тие мерки на штета на социјално загрозените категории, напротив. Сите мерки кои што одат во прилог на намалување на аерозагадувањето и генерално на заштита на животна средина се бенефит за сите граѓани, вклучително можеби и најмногу на социјално ранливите категории. Ѓурѓев, Македонија е рангирана како најлоша во Европа, можеби во аерозагадувањето, и тоа предизвикува сериозни здравствени проблеми особено кај хронично болни и така натаму, меѓутоа го намалува и самиот животниот век на луѓето. Како тоа се одразува, вака малку пластично низ бројки да ни го објасните, за да имаат граѓаните представа за што зборуваме ние денеска и зошто е важна оваа тема? Да, па присуството на врвот на таблиците секако не е атрактивно за било кој да ги види на тие црни табели. Меѓутоа, тоа не е само наш проблем. Многу инвестиции се направени во истражувањата во последните децении на влијанието на аерозагадувањето врз здравието, така да тие студии нас ни помагаат да ја видиме правата димензија на здравствениот проблем. Ако порано мислевме дека аерозагадувањето влијае само врз белодробниот систем, врз запушување на белодробните патишта и пред секоја и вулнерабилните групи население, истражувањата се покажува дека аерозагадувањето представува еден голем оксидативен стрес за организмот, значи потполно ги пореметува регулативните механизми безмалку на сите органи, а централно на срцето и на мозокот. Значи, целата таа голема група на болести и причини за смрт, кои што се водечки секаде и кај нас, а тоа се болестите на васкуларниот систем, на кардиоваскуларниот систем, на мозочниот, сега одеднаш ја врзуваме за аерозагадување, докажано со истражување. 30 до 40% од тие болести може да се спречат. Значи, истражувањето, она што е бенефитот, бидејќи обично луѓето, посебно политичарите, се плашат од овие бројки дека као да персонално ги сваќаат лично. Не. Овие бројки покажуваат дека се работи за состојби кои може да се спречат, кои може да бидат и реверзибилни ако успееме да ги направиме мерките ефикасни. Затоа што се велам, значи, се еколошки причини за болести и за смрт. Така да дијабетот исто може да биде врзан со аерозагадувањето. Аутизмот во последно време многу се загрижени луѓето. Значи, ако бремената жена и биде изложена на аерозагадување, нема само надворешни, имаме и внатрешно аерозагадување, било да е тоа од грејењето, било да е од пушењето, и зависно во која фаза на развојот на фетусот може да дојде и до генетски аномалии. Значи, тој токсичен капацитет на аерозагадувањето е безмалку бескраен. Постојано добиваме некои нови истражувања. Према тоа е сето тоа се прави во функција да се навистина стави на топ агендата на сите структури, и на власта, локална, централна, меѓутоа и на граѓаните, што самите граѓани направиле за да го намалат аерозагадувањето, и од друга страна и од економски аспект тие истражувања се прават, да кажат колку пари ние трошиме за здравствените последици, било директно во лечењето или индиректно во отсуство од работа, отсуство од училиште, пропуштање на наставните програми. Тоа све чини. Од една страна и од друга страна, буџетот кој што ние би го потрошиле и велиме дека треба да биде голем. Заштедите кои што ќе ги добиеме од овие здравствени заштеди ќе помогнат да истовремено биде компензација за инвестициите, например, во јавниот транспорт. Не го спомнавме, јавниот транспорт е многу важен сегмент во справувањето со аерозагадувањето. Не сум сигурен дека овој најнов пакет на мерки имаме фокус и кон јавниот транспорт. Ако ние го ограничиме, а мора да го ограничиме индивидуалниот транспорт, мора да понудиме ефикасен и еколошки солиден јавен транспорт. Да, колку сега имаме автобуси кои се исто така многу стари, кои што исто така загадуваат. Значи немаме алтернатива на она што се вели како да ги натераме граѓаните помалку да се возат сами во автомобил. Има луѓе кои што заработуваат леп со тие стари возила и ќе бидат социјални немери. Земете го само примерот на Франција, каде што за мало покачување на дизелот направија големи револуции. Што ќе биде кај нас ако почнеме ние? Се уште луѓето мислат дека нема да дојде до тоа
забрана во тој централен дел, нула емисија во центар. Ако и тоа го почнеме да го спроведиме, а немаме алтернатива за граѓаните, ќе биде социјално прилично болно. Да се надоврзам на колегата, точно е и бројките треба да ги кажуваме, оти тие најдобро зборуваат. Анализите велат дека преку 1300 жртви годишно имаме ние како последица на аерозагадувањето и точно да, во Скопје и негде преку 300 милиони евра годишно не чини. И јас се согласувам, исто како лекар, превентивата е секогаш и поефикасна и поевтина отколку кога се спроведувате со последиците. Тие се парите, 300 милиони, ние ги трошиме, но потоа како справување на последиците, а можеме да ги употребиме превентивно во заштита на животна средина. Во поглед на возилата и помош за граѓаните, се согласувам, значи тоа е период на транзиција, не можете преку ноги да забраните, тоа никаде не се прави, но во новиот закон за возила, кој исто така е предмет на дебата во собранието, е понудена опција да им се субвенционира одредена сума на оние стари возила, за да практично се префрлат од користење на дизел, бензин мотори, да ги адаптираат да бидат на метан или на плин. Така што има некои предвидени мерки, се согласувам дека се малку и тука би требало поголеми средства да се обезбедат, за да може поголем опфат практично да има за граѓаните, да можат да ги сменат, да го сменат горивото кој го користат и исто така има и предлог оние кои имаат многу стари возила, кои што се за одложување, да исто така бидат субвенционирани со одложувањето на старото возило, да можат да купат ново возило. Во истиот тој закон се предлог и за оние многу актуелни налепници, црвени, жолти и зелени, со кои што би се обележувале старите возила и мислам дека и за тоа би требало да дебатираме. Не е само за јавниот превоз, вие мислам замената за јавниот превоз. Во Скопје велосипедски патеки, ако видите, има само на една траса или на еден потек, тој би можеле да го наречеме овој што е покрај Вардар, и се градат и нови, да, тоа е во ред. Меѓутоа во приградските населби, да речеме во Маџари или во некои други кои што гравитираат накај центарот, немате како едноставно да се движите ако не одите со возило. И тоа граѓаните со право мора да се вознемирени. Да се подобри, тука нема дилема и ние секогаш сме го истакнувале тоа. Потребен е поголем број на автобуси во моментот. Мислам дека град Скопје веќе има некој оглас за набавка на нови еколошки автобуси. И собранието исто така гласаше за кредитирање. Потребно е воведување на нови линии, затоа што не е добра комуникацијата. Едноставно граѓаните со постоечкиве линии губат многу време и се демотивирани да користат јавен транспорт. Ние исто така треба да отвориме дебата и да се направи една визибилити студија за евентуално воведување трамвај, што тоа би значело. Тоа се некои подолгорочни мерки, но секако треба да се движиме во правец на подобрување на јавниот транспорт, оти тоа се зелените градови. Фокусот е на луѓето, на пешаци, на велосипедисти и на јавен транспорт, не на возилата. Тука претпоставувам дека екоздруженијата треба да одиграат некаква улога. Јовановски, не знам дали согласувате во смисло на подигање на јавната свест или на притискање на властите во правење на тие услови за тоа што се вели поголемо користење на алтернативниот превоз. Да се надоврзам, ние јавен превоз како термин го немаме. Значи може само збориме за автобус. Дека кој јавен превоз го имаме освен автобус. Значи збориме за автобусот. Јавен превоз уште немаме. Не знам како не се најде до сега некој храбар да направи трамвај. Градоначалникот на град Скопје во изборната кампања спомена градски воз. Мене таа идеја ми се допадна поради тоа што идејата беше да се поврзат моменталните железнички пруги кои што се во Скопје и да се направи градски воз каде што ќе се поврзуваат од Драчево до сега, не знам како беа населбите, но градски воз е една опција на која што на вистина значи може и треба да се обрне внимание. Во неколку наврати имам споменато дека немаме јавен транспорт, дека имаме автобус само и дека трамвај или градски воз е суштинско решение за
транспортот. Бидејќи сега ги има автомобилите, пак таа идеја за градски воз, јас во неколку наврати мината година исто го имам повикано градоначалникот да се изјасни што е со градскиот воз. Се споменуваат улици и булевари да се растерети гужва, да се има поголем пројав, али мора да знаеме што повеќе улици и булевари, тоа само охрабрува автомобилизам. Добро, Што повеќе му даеш електрични автобуси, ако не се лажам. 35. Владата 35. даде гаранција, 10 милиони се од заем од Европската банка, а 2 милиона се од собствени Али пак средства збориме за улици, за булевари. на јавното сообраќајно предпријатие. Она што Ние неколку пати го затваравме рекорд пешачка зона. Тоа беше само еден символичен пример дека све повеќе такви централни подрачја треба да се направи, ако ништо друго, барем на анализа, значи да почнеме од некаде, да видиме кои централни подрачја би можеле да се ограничат, не мора да биде скроз пешачка зона, може да кажеме само автобус и со такси. Значи можеме да кажеме тука има автобус и такси, можеме да кажеме од 9 до 12 ќе биде пешачка зона, понатаму ќе биде и за слободен превоз. Значи немаме никаков вид на таков вид анализи како може да се ограничи сообраќајот и да не се фокусираме повторно на улици и булевари. Коли и автобуси е во ред секако, али пак збориме за улици и булевари. Значи дај да видиме за друг вид на јавен транспорт и за повеќе пешачки зони. мислам За мен кога околу ова. Добар пример е Виена. Со Марија Кјугаштраса, они таа улица ја направија комбинирана, не е комплетно пешачка зона, ние го дадовме предлогот како зелена зона, каде што може да функционира јавниот транспорт, такси, возилата за добавка за снабдување на стопанските субјекти, на продавниците таму, но во принцип е пешачка зона каде што најмногу луѓето се движат пеши или со велосипеди, така да е некој комбиниран модел кој што веќе функционира и би можеле и ние да го примениме. Добро. Кога ќе ги чуеме сите овие проблеми вака наталожени и мерките кои што делуваат сосема разумно, ова програмата па и не изгледа дека може да го постигне оној ефект за кој што вие зборувате, бидејќи во суштината на проблемот дали навлегува оваа програма? Тоа сакам да ја прашам. Апсолутно, транспортот е исто дел од програмата. Оваа програма опфаќа 7 сегменти. Тие се сите: отпадот, транспортот, градежништвото, урбаното зеленило, загревањето домаќинствата, индустријата, Што правите со отпадот? И со дивите депонии, и со сето она што вако, зошто никој не ги контролира? Па мислам или е тоа некоја фама сега, не знам како. Добро. Видете, за жал овај план им смета и на некој. На кој? Па на оние што, реков, ако во градинката трошите 17.000 евра за една сезона, а сега ќе трошите 1.700. Му смета на тој што ја продава, а и на тој што ја набавува. Нафтата. Да. Значи на големите нафтени компании. Не реков тоа. Му смета кој продава нафта во Македонија? Мислам дека има еден филм добар документарец на Леонардо Ди Каприо, што е Before the Flood, таму каде што се кажува колку тие конгресмени што се против климатските промени и против науката добиваат, лобираат. Овде имате сега на социјалните мрежи луѓе кои што се во функција за жал за нешто е сензитивно, тоа е здравието. И тука го наоѓаат како многу чувствителни и го напаѓаат овој процес. И затоа велам, во сите сегменти ако се зафатиме, ова ќе делува. Ова е кредибилен план кој што е направен и во консултација со граѓанските здруженија, само реков јас не се занимавам со минатото, исклучиво ќе се занимавам со имплементација на планов и кој што ги тангира сите клучни точки кои што се лоцирани. Инаку нема решение. Поединечно решение не може да доведе до намалување на аерозагадувањето. Овај буџет е само за една година, планот е двогодишен со јасна мерка, но ќе очекувам после реалните показатели што ќе се бидат евидентни, ветив 2 пати надзор дека отчет ќе даваме 2 пати годишно за спроведување. Ќе направиме со моите пријатели од мојата поранешна струка дашборд во кој што точно ќе се гледа која мерка е применета. Значи оваа работа не може да биде на еден човек. Оваа работа никаде во свет не ја прави една институција. Што е со овие што ги велиме големите индустрии? Се контролираат ли доволно често и вакво и брзо? Рековте за палењето на отпадот, да се вратам. Значи од минатата година до сега
за 100% се зголемени и бројот на казните и бројот на инспекции, особено е активен градот Скопје. Мислам дека тука не треба да се занемари една сериозна активност што ја прави градот Скопје. Во однос на палењето на дивите, таму се изречени исто многу казни, се предвидени кривични пријави се подготвени, се сакаме одредени чувствителни категории да ги тргнеме од местата каде што се наоѓаат, да им се даде преку Министерството за труд и социјална политика и работа и да бидат вклучени во системот, да им се даде топол дом, да не ги палат тие работи што ги палат. Значи има стотина активности кои што се прават и мислам дека ќе доведе тоа решение. Заедно со граѓанските организации, јас себе сега се обидувам да пребројам у глава, до 27 стигнав за година и пол што сме ги правеле заеднички акции за подигнување на свеста. Дали е доволно? Не е доволно. Очигледно требало повеќе да правиме. Но сите мораме да го зборуваме ова, бидејќи лекарите имаат најголема влијание, бидејќи таква им е професијата. Пациентите веруваат и сите граѓани најмногу им веруваат на лекарите. И да биде вклучени во ова, бидејќи само така можеме да стигнеме до решението. Јас да се надоврзам во однос на контролите. Апсолутно мислам дека се неопходни поинтензивни контроли и врз оние субјекти кои имаат А интегрирана и Б интегрирана дозвола и оние што се со елаборати. Оние што се со А интегрирана дозвола, тие се во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, овие со Б се под градскиот, односно општините. И потребни се не само редовни контроли кои што тие си ги имаат во својот план и програм како инспекторати, потребни се вонредни контроли. Значи и во попладневните часови, во ноќните часови, за време на викендите, затоа што најверојатно тогаш се случуваат некои пикови за кои граѓаните алармираат. Значи мора да се зголеми инспекцијата и тоа е исто така еден од начините кои може да придонесат за намалување на аерозагадувањето. Се согласувам дека градскиот инспекторат на град Скопје апсолутно се работи сега својата работа, редовно одат на терен, реагираат на повици на граѓаните, прават увид и се изречени многу казни по различни основи на загадување на животна средина, од палење, од користење на несоодветни горива и така натаму. Така што тоа е добар пример како кога е решена една институција на вистина да се справува со еден проблем, нешто што порано не беше случај во градот Скопје. Сега има навистина големо придвижување и мислам дека сите надлежни инспекторати, државниот и на другите општини, дополнително е проблем што имаат и мал број вработени инспектори за животна средина и воопшто комунални инспектори. И таму се потребни исто така, се разбира, и тоа е врзано со финансиски средства. Се согласувам, комплексен е проблемот, но сепак може да се направи голем исчекор ако институциите исто така, кои што се надлежни, си работат својата работа. Докторе, колкав проблем е тоа со дивите допони? Само дополнам на ова претходно, значи не треба да забравиме дека ние имаме индикатор за ефикасност на политиките. Значи, дали се ефикасни политиките ќе покажат неминовните еколошки податоци. Ако просечната концентрација не паѓа, тогаш нешто друго треба да се прави. Ако се превземе одговорност дека ќе паднат за толку, ќе покажат бројките. Ние тука само да се надеваме дека... Добро, ама еве годинава билат податоците дека за некој процент е опадната во однос на лани. На што би се должело тоа? Тоа не е од политиките. Значи, многу фактори треба да се земат во предвид и природниот фактор, гледате го какво ни едно време имаше во Скопје понуда од јапанците да овозможат некаков тип на струење на воздухот кој што ќе овозможи тоа само пречистување кој што не е проблем во зимскиот период да се активира, бидејќи гледате сами кој ќе дувне ветер, кој ќе дојде сонцево, кој ќе пробие горниот плафон и ќе почне да биде чист воздухот. Значи ние кој имаме добра клима која што можеби тие експерти можат и да на некој начин да модифицираат локална, тогаш и тоа пречистување исто така ќе биде значајно, па ќе го релаксира товарот врз оние другите мерки. Во секој случај, овие мерки каков ефект ќе покажат? Ние сме имале експерти кои покажаа дека од италијанските градови или веќе и следната година. Кои што кажаа дека сообраќај да го сопрете, кажаа италијанските колеги, 20% може да опаднете или 30% загадување. Ако имаме 5 или 6 или 10 пати над дозволеното, тие 20% ништо нема да значат. Меѓутоа пак нешто ќе дојде до нека релаксација, еден дел од населението кој што има поголем отпор,
односно имунитет, ќе може да се справи со ова. Малку ја иронизира изјавата на министерот околу зеленчукот и овошјето, меѓутоа не треба тоа така несериозно да се свати. Значи, имунолошкиот систем на организмот е многу битен во справувањето со аерозагадувањето, посебно на онаа категорија која што се уште не манифестирала болест. Така да ако кажеме дека треба да се земат антиоксиданси или витамини, кај новинарите ќе делува посолидно. Ако кажеме преведено во назбор дека овоше и зеленчук, почна да се иронизира тоа. Значи, е некој тип на суплементи кои што може да помогнат во оваа општа брана која што сега се обидуваме во однос на здравието. Во однос на депониите нема друго ме интересира за депониите. Ние имаме практично само една депонија во цела држава која што е изградена по некакви стандарди. Тоа е Дрисла. Другото се практично диви депонии. И како ние да зборуваме за екологија ако немаме ако имаме само една депонија во целата држава? Затоа регионалното управување на отпадот практично во договор со градоначалниците го трансферира таа одговорност на централната власт и централната власт ги превзеде активностите. Ќе постои проект за изградба на повеќе депонии? Апсолутно, да, има 4 регионални кои што се долу, условно кажано долу ќе бидат дадени под концесија. Веќе за југоисточниот мислам дека сме при крај. Во северно и североисточниот и локацијата све се знае, само се очекува општините тоа да потпишат, швајцарците го изработуваат за полошкиот регион, така да тоа е еден концепт кој што премиерот исклучително го поддржува, го турка тој процес и мислам дека тоа ќе го реализираме до крајот на мандатот. Само сакав уште нешто, не би сакал да завршим емисијата, повторно се вратиме на граѓаните. Значи, тоа делува непопуларно, меѓутоа мора да признаеме дека нашиот мајндсет и како е еден од причинителите на проблемите во животната средина, она физичка животна средина, меѓутоа и она големата која што е многу битна за идните генерации. Имаше еден интересен пример, допред еден месец донесовме човек од Шкотска кој што го води проектот за здрави градови на европско ниво. Нашиот град Скопје сака да се кандидира во таа мрежа на здрави градови и се соочи токму со проблемот на возилата. И во прашалникот кој што го спроведовме со граѓаните имавме една дивергенција фактички. Од една страна луѓето бараат повеќе зеленило, а од друга страна исто се бунат зашто нема повеќе паркинзи. Не можете да имате и паркинзи и зеленила. Значи, ако сакате зеленило, ќе се откажете од колите. Он вика, не е проблем паркингот, кај вас е очигледно проблем се колите. И ние ако ги изброиме веројатно по семејство кој неколку го има, дали сме доволно самокритични дека секогаш ни треба тоа возило и секогаш треба сами да бидеме. Видов дека некој зборуваше дека полека организациите се групираат да заедно одат на работа, повеќе колеги, што одамна беше една заложба. Во британските градови менаџерите наредуваат кој со кого ќе доаѓа на работа за да се растерети возниот терет кој што е низ улиците. Значи, тоа е све во мајндсетот. Не чини многу, ама пак има голем простор за работа на социолози, психолози. Што би бил мотивот? Очигледно мотивот да се биде здрав не е доволен кај нашите луѓе. Да се откажат од некои привидни комодитети кои што се за жал на уштрб на нивните деца, односно на идните поколенија. Повелете ја? Се навратам на отпадот, на вистина сериозен проблем кој што исто така пренесува за аерозагадувањето, значи само една депонија или центар за управување со отпад. И точно ова господин Макрадули што го најави во однос на регионалните депонии и североисточниот регион е можеби најблиско да идеме нешто конкретно, бидејќи за сега све е на папир, но тоа што е суштински проблем на секторот за управување со отпад е дека е воден од големиот бизнис. Значи се подготвува закон за управување со отпад кој што е ставен веќе за коментирање, но во работните групи не беа вклучени граѓански организации, него имаше работни групи кои што беа со колективни постапувачи, со рециклатори, со оние кои што имаат интерес од отпадот. А основата на секторот за управување со отпад се собирачите. Значи имаме до 90% од отпад што се рециклира во Македонија е собран од собирачите на отпад, кои што го носат најголемиот терета, се комплетно исклучени од системот и придонесуваат за аерозагадувањето поради тоа што за количината нив дневно што им е потребно треба да направат привремени живеалишта. На тие привремени живеалишта можеме да ги видиме насекаде низ Скопје, не е само Скопје, има во Тетово, во другите градови, каде што они се греа со тоа што го собираат. Тоа е колку време се зборуваше за формализација на овие се зборува за собирачи? формализација
И ние почнавме процеси Активно знаеме. за значи поднесовме и занимање за собирачи постапаш на отпад, но се уште треба да се направи едно интегрирање на граѓаните и собирачите граѓанските организации со моменталниот систем за управување со отпад, поради тоа што на одредени актери моментално систем за управување од отпад им одговара и не сакаат некои суштински промени, а навистина е потребна суштинска промена во начинот на кој што го управуваме отпадот. Добро. Напри- Да надополнам дека решавањето на проблемот со отпад, со отварање на инсенератори или уште поголеми депонии со отпад кои што ќе работат по стандарди е адекватно на решавањето на проблемот со климатските промени на Република Македонија со отварање на нова термоелектрана која што ќе работи по стандарди, ама на јаглен во следните 40 години. Значи, тоа е краткорочно решение. Реално, тоа што треба прво да се направи во контекст на управувањето со отпад е намалувањето на генерирањето на самиот тој отпад, изголемување на процентот на рециклирање. Ние се уште немаме и да отидете да ги видите како се полнат контејнерите, дали во тие контејнери се селектира, дали постојат соодветни контејнери на сите места каде што се наоѓаат урбаните заедници, за да може да се направи таа првична селекција, да кажам, која што би генерирала понатаму кон намалување на отпадот. Зошто кај нас се уште не се ни дебатира да се плаќа оноку колку што се фрла ѓубре, нешто што во секоја друга држава, членка на Европска унија, е пракса. Колку што вие фрлате ѓубре, толку треба да и платите на општината. Тоа е мерка вистинска која што ќе придонесе кон намалување на отпадот и генерирањето на отпад. Во однос на воспоставувањето на стандарди за индустријата, нешто на што подлежи и самата наша така наречена единствена депонија која што има некаков стандард, односно дрисла, тогаш пак се навраќаме на големите загадувачи, на оние кои што имаат таа интегрирана еколошка дозвола. Значи, до сега Министерството за животна средина го има правото за секој од тие да наложи построги правила, земајќи ја предвид околината во која што се наоѓа таа фабрика или тој инсенератор, со цел да не бидеме оставени на милост и на немилост дали ќе дувне ветар или нема да дувне ветар. Значи, климатските услови во Скопје, во Битола и така натака, или ружата на ветрови се одамна познати. Факти и докази кои што ги имаат или факти со кои што располагаат оние кои што понатаму одлучуваат дали ќе ви дадат дозвола или не. И дали во таа дозвола вие ќе имате гранична вредност 50 или ќе имате 20, затоа што има 4 такви кои што би требало да бидат после во рамки на тоа гранично, на тие граници. Целиот тој систем на управување и постапување со големите загадувачи фали. Фали и на општинско ниво, во контекст на интегрираните, затоа што самите општини кажуваат дека немаат капацитет да ги изанализираат дали тие работат по стандард, колку загадуваат, како загадуваат, кои мерки ги спроведуваат. Истото се однесува и на национално ниво. Инспекторите на национално ниво проверуваат документација. Сега можеби со новиот закон за измена и за индустријски мисии, и за измена на државниот инспекторат, ќе се даде, претпоставувам, некаква поголема автономија на инспекторатот за вистински да може да си ја врши работата. За сега проблемот е горлив. Имајќи предвид дека има нова директива, новата директива предвидува уште построги гранични вредности, а ние до ден денес уште не знаеме на кого владата му прогледала низ прсти, па му дала дополнителен рок, па овдека не проверила дали ги спровел или не ги спровел мерките, тоа ќе биде само трупање на проблем со индустријата. Прогледува ли владата низ прсти на? Па Југохром е најдобар пример. Без разлика што многу Рек Битола е најдобар пример, затоа што Ако за може Југохром е барем да. затворена. Рек Битола се уште работи без... ако може да се доискажам. Значи Југохром Јагуновце е најдобар пример каде што и покрај притисокот што постои од граѓаните, од вработените таму, владата обстојува на тоа дека дека не се изгради филтерот и соодветно еколошки не се подигне стандардот, тоа фабрика нема да работи. А знаеме од политички причини колку е тоа место исклучително важно. Второ, во однос на Рек Битола, за мен исто беше изненадување дека Рек Битола како државна институција нема интегрирана дозвола, а тоа сме го барали како држава од странски компании. Започнат е процесот на преговори
ги следиме препораките на енергетската заедница, таргетот кој што ни е поставен ќе го мора да го задоволат, направен е план оперативен за исполнување на оперативниот план и онаа пепел што ја гледавме како се расфрлува низ земјоделските површини на Могил и Новаци, од август, еве сега се завршува, се третира со тендер што избрано прилика околу 22 милиони денари чини тоа, а започнува процесот на инсталацијата на електростатските филтри. Самите фабрики, индустријата, по концептот, тој затоа имаат оџаци од 250 метри, за кај што инверзијата на воздухот е поразлична, за да не придонесуваат во процесот на PM частичките така како што би придонесувале ако немаат оџак или ако оџакот е 2 метра. Само да не го, значи во однос на јавноста сакам да кажам. Затоа сите, знам, во Скопје, сите Б дозволи се уште еднаш инспекторирани воредно и тоа е направено и со поголемиот дел од оние со А дозвола. Затоа со законот сакаме да го промениме. Секој од тие А дозволи има своја мерна станица. Тие да бидат транспарентни, да се гледаат за сите граѓани, да бидат видливи колку се бројките. Гледате колку има проблеми и колку области има, проблеми, мислам. многу повеќе од она што се наброени во програмата и веројатно и во тоа и во самите граѓани, меѓутоа и во одговорноста на институциите пред се. Тука нема бегање. Околу владата и околу државните органи кои што мора да си ја вршат својата работа. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевме овде на отворено. Беше малку ладно, но издржавме храбро. А почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија 24 и следуваат вестите.